Тебе ке ти биам. Абе, шо пиеш? Водичка, Каква? пелистерка. Да видам етикетата. Нема етикета. Лажеш. Па Не нема. е таа пелистерка. Капацето не е Срам те така. било, готово! Готово е Готово. со тебе чим не пиеш Готово. пелистерка. Лажеш. Готово е! Готово. Готово. Не е пелистерка. Сите пишете му. Готово. Сите да Готово му сите пишат. пишувате му дека е фуј. Ти си фуј. Фуј. Ама Ритко земи, фуј. ама земи пушти ми 3-4 гајби бе, Боки. Ти си фуј. Срам те било фуј. Зашто не лажеш дека Ајде пиеш сега. пелистерка, бе? Ајде сега џубре Зашто едно ме лажеш? покварено. Зашто го лажеш човекот? Да. Него ли најде да го лажеш? Сега да нема земеш со таа водата што ти е останата, одма да се историш врз глава. Еве, одма, сега. Ајде. Ајде. Не е така да го ти... не. Горе, Се на те косата. блокирам, се те блокирам и со На тебе е косата. завршено. Еве, готово. Пиздо. Го Пиздолино. Го напред. Ритко пиздолина, ритко пиздолина, ритко пиздолина, пиздо, пиздо, пиздолина, пиздо, пиздо, пиздолина, ритко пиздо, ритко пиздо, 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 пиздолина, пиздо, 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 ритко пиздолина. Па требаше да се фрлиш да зго... Земи друго се, ако не стварно ќе се најдете, ме ќе те блокирам. Кај Да можеш се историш со вода. Ритко, Овај кај стварно можеш е мене да ме отиден. лажеш, бе? Кај можеш, бе? Кај најде него да го лажеш, бре. Како не ти е срам, бре. Пелистерка у ноќе ќе ја видам. Дали пие? Јас луѓе досега на подкастите кај Боки одев и мислев дека глуми дека е отиден, ама овај стварно е отиден. Кој? Немој да се рчка. За мене вика, доста бре патисот од Ај. цигарите, каста комора направи. Кучијата ке чудаат од тебе. Доставе Ето со види цигарите, како. Арно, ти вели бе, смокинг направи во куќата бе. Ајде, уживај, прозор отворив. Смок граната направи. Ај, дома. уживај прозор, отвори, кака будала и овој. Прозор отворив. Бе, шо прозоро не помага кај тебе, ти си оџак. Ајде. Боки, јави се Да. на Спасен Сијановски, сега ќе му звонам на Спасен да го прашам како е. Сега, ја не го познам, ама ќе му звонам да знаете. Клај го тука, ајде. Каде да го кладам, бе? Тука заедно со Миле да го спобудалиме. Како да не? Ај, излезгувај ти од тука, јавувај се друго место. Ритко, Слушај да ти кажам, ќе се полиеш со вода или не се поливаш? За оваа реална катастрофа што ја направи вечерва со друга вода, Ништо друго не ти останува. Види, ако сакате да пијам пелистерка, пуштите 4-5 гајби вода. а иначе извини молим те, нема овие другиве ти пиеш, пушти да? ја вода? Не, си ја А? купив. А значи пелистерка немаш да купиш, така? А? Не давам јас пари, ова е поевтина. Срамота е, Ритко. Срамота е ова што го правиш. Па пушти ќе пијам пелистерка и низга си Срамота е ова низ што го вадам. правиш. Ајде да го јадеш се шишето, ајде да го јадеш. Ова? Да го јадеш. Не, ќе се отрујам брат, пластичен ќе станам. Ајде да го јадеш. Како си ти, Боки, како е животот во Скопје? Феноменално ми фалиш, срце моје. Боки, шо ќе правиме за во Србија сериозно? Ќе работиме бе што да Да правиме. да се слушниме приватно. Приватно? Да направиме договор, шо како? Па еве сега ќе направиме договор што има приватно да се слуша. Ајде, кажувај, те слушам. Ништо стигнуете Сега, тамо. Јас немам возачка. Мојот супортер нема возачка, треба да се најди возач. Па најди си бе што ја да не сакаш возаш да ти Добро, најди. јас ќе најдам возач. Имате бре, имате јавни превоз бре. Не бе, јавни превоз, ти улав си со кола, јас сакам да си дојдам со моја кола. Па дојди си бре. Ќе Узми нож за који. Ќе Уште вози. тебе да те мислам бре. Мене да ме мислиш. М, Така играме, на таја карта ќе играме. На таја бе. Добро. Јас тогаш не идам. А не идеш. И пак ми викаш за тебе да се интересирам. Ајде уште еднаш, повтори ми. Ајде. Па ти викам ќе дојдам. Не, повтори ми. Ајде повтори ми да те. Ти повтори ми. викам ќе дојдам со возач. Ајде, попој да ти викат на глава. Ајде повтори ми. Значи, види сега, кај ќе спијам јас? Имаш хотел, организиран од мене. Ајде кажи пердонаме. Ама пердонаме. Кажи
Така, пердонаме. 3 пати кажи. Шо е тоа? Ајде! Пердонаме. Шо е тоа пердонаме? Да ти опростам. Ти да ми опростиш мене. Кој си ти бе? Кој си ти да ми опростиш мене? Папа. Папа? Да. Ти се можеш да бидиш, али папа не. Љуби рука. Ова рука да ја љубам. Извини, па вчера викаше дека ми е руката убава. Ова рука шо фаќа работи. Шо зема чанти да ја љубам. А? Благодарам, Ритко, поздрав и пријатно. Зац. Пардонаме. Не, со тебе не зборам, сано сум ти од сега. Здраво. Сега не ќе ме вреđаш? Не. Шо те навреди? Извини, ти за моите раце ќе кажеш, у живот не сум земал мастика туѓа, ти ќе ми кажеш да имам ја ташни. Те молам, не. Пардон. За работа ти што мене ме повредила, ти ќе се заебаваш на мој рачун. И ти се заебаваш со мене за работа што ме повредила, што ме затворија дека сум ебал маж. Па си ебал. Што Па и ти 4,5 ти години, зеде чанта. што 4,5 години сум прошол Па и без никаков 7 доказ. месеци ме кацаат автабити. Ми се закануваа по живот. И требало, не, Па и тебе требало таму што ти правеле работи. Срамот. Па срамота од тебе. До тука ми си веќе. Добро, важи, Ритко, се извинуваме, да поздрав пријатно. Очи да не ти видам! До тука ми си бе. Очи да не ти видам, рекам! Ќе ми ги гледаш, ти моите очи ќе ги бараш. Брш! Јас сум на тебе просветлување, ти не заслужиш просветлување, ти си Какво само се просветлување вечита, си ми мама и ти на мене бе? Ја ако сам не си се пресветлам, кој е друго да очекувам да ме просветли? ти да се просветиш. Ќе чекам ја некој друг да ме просветли. Пуши од тој јајко со и ќути. Хари Кири! Олошу! Многу убава чаша, комплет ти е со дуксерот. Многу те сакам кој ќе правиш вакви фаци. Баци ме еднаш. Олошу. Професорке, Јас слушам некакви гласови, не знам што е тоа. полюби ме, професорке. Не знам од каде, ова се некакви звуци чудни. Као некој нарикач. Твојата смрт ти збора, Боки. Не знам што е ова. Дали вие нешто слушате? Јас сум од другиот Дали свет. слушате некакво неидентификувано тело, летачки објект некаков? Да, некој марсовец е во прашање. Јас овде гледам пластична кукла со капа. Не знам само за кого... Кои се овие гласови кои што мене ме вознемируваат во моментов? Комарци во зима, да. Твојот болен ум. Комарци во зима, се сложувам, да. Комарец или паук. А он мене ми вели пластичен. Па секако подобро вака, него со нос шпакла. не знам што. Мојот нос е како шпакла. Кој зборува ова? Вие слушате? Ја заопшто зборувам дека е подобро вака, него нос шпакла, крив, драга, ова. Не. Ако моите Има само 6 секунди да ставите веднаш лайк, subscribe, у иста секунда! Но со шпакла. еве го Зашто Бојан Бојан 13. Еве го Бојан 13. Ајде да видиме каква слика ми ставил сега во моментот. Ајде, нема проблем. Да знам се сарно да го блокирам. И сега толку му биде. Еве го Бојан 13. Гледајте, драги гледачи. Дали се сложувате со мене, драги гледачи? Застани така пак. Еве го, драги гледачи. Истиот. Тој за мене, овој угајки за тебе. Може, поради тоа што ова е поголемо од тоа што ти го имаш угаки.
Така да тоа што го имаш ти угаки нема функција никаква. Тоа е како смоки стоби флипс. Ајде. Не си го видел, не си го видел за да збораш. Дечко, а смоки стоби флипс се топат уста. Еве. А твојо Г се стуткан како весник. Џубредно. Вулгарно одвратно. Олушу еден. Срам да те Ајде. Немој да се караме сега, Бојан, пријателството ни е убо, немој да заебаваш, него расипфај. Од вечерва по твојата навреда веќе... Која навреда, бе? Ти мене милион пати ме навреди, па не ти се налутив. Ајде, чути таму риба една. Како гц од мајмун. Ја риба, а ти крокодил. Па тогаш ќе те изедам. Не, ќе ти пројдам тука, не види само ќе мислиш дека си ме изел. Ти мене ќе ми викаш. Многу ми си убав кога ми се нервираш. Срце мое. Ти мене ќе ми викаш како гс од мајмун. Па ти се... Мајмуне! Усните така ти се. Оци бе не ожда, шо имаш вака море напикано во натре во муцките? Извај го бе тоа така, не ти тежи? Некогаш не можеш да збораш од тоа. Дъткаш. Извај го тоа од устните. Маца поела језик. Ако заврши со навредите кои што беа во низа, да го прекинеме разговорот, бидејќи сега те блокирам. Како извини, не те слушнав, што разбирам. Ако заврши со низата на навреди кои што ми ги даде вечерва, бидејќи јас во ниеден момент не сум ти го коментирал физичкиот изглед. И тоа што си како како полунадуван пајак. Ти мене ме вреѓаш, јас не се налутив. Не, јас тебе само сум ти кажувал факти. Па јас ти кажувам факти. Па добро, поради тоа што твоите факти се косат со моите сваќај, ти мене ме вреѓаш на конто на мојот физички изглед, што е далеко од вкусно, реално. Да, а ти ме вреѓаш мене во однос на мојот мозок и тоа е далеко од вкусно и јас не сум ти се налутил никогаш. И ме вреѓаш за тоа што не сум јас образован! Па тоа и е навреда. Тој треба да човек да те вреѓа. И ти треба да осеќаш навреда и да осеќаш комплекси со овие муцки стоби флипс. Не се бе стоби флипс, кој стоби флипс овие? Она шлајм што играат децата вака што прати шклак. Мислам дека е со тебе завршено во овој момент. Хари Кири. Хари Кири, ајде таму. Оди саму Србија. Оди таму саму Србија. Олушу еден. Ало? Ало? Да. Тргни ги ножојте, ќе ти го избришат лајво и страјк ќе јадиш. Бре, ги тргнав. Како? Ги тргнав. Добро, ајде. Зашо ми звониш ти? Па да ти кажам за ножовите, оти гледам се спобудали ножови вадиш. Не се спобудали, имам некој позади. Кој има позади? Некој позади влага у двор и искача од двор. Па види да не се капи во базенто. Во базенто да се капи. Па види да не плива. Значи, јас ако продолжам сега да комуницирам со тебе или стварно ќе се испокараме, озбилно, ради тоа што ако продолжам да дискутирам, онда ќе биде дека јас тебе те понижувам при дискусија. Ама чекај, кој рече дека ти мене ме понижуваш? Дали јас ти реков такво? Па поради тоа што тоа го коментираш. Добро де, значи на најбезобразен начин. Јас сакав да ти кажам дека и ти мене ме вреѓаш и јас не ти се налутив.
Јас тебе не те вреѓам на таков реално на тоа ниско ниво не те вреѓам. Како не ме вреѓаш? Не е тоа ниско ниво да ми велиш дека сум глупак, дека не ме бива за ништо, дека ова, дека она. Ја не сум ти рекол. И ми се исмеуваш дека јас не знам кој е тој Фродор. Да спакувам. Ало, Не те јадосвај. Ајде. ми се смееш дека не знам кој е тој Фјодор. Тодор, Федер. А тоа е за смење. Зошто е за смење? Па заради тоа што е за смење да не знаеш кој е Фјодор Михајлович Достоевски. А шо ќе ми помогне да знам кој е тој? Шо ќе ми донесе во животот јас да знам кој е Фјодор? Што ќе ми донесе во животот? Во реално време и простор ќе ти помогнел. Ама сега е починат и човеков ми е за шо ми е битен ја да го знам кој е. Добро, мислам дека сега е тоа ван тема и ван дискусија, зошто треба да го знаеш Фјодор, зошто не треба да го Е знаеш. па ти тоа така ми се исмеуваш као Фјодор не го знаеш, она не знаеш, ова не знаеш. Па јас не сум бе друже образован, ја не знам ниту култура, ниту ништо не знам. Ти правиш сега во моментов правиш репетицију матер студиорум. Не правам ја никаква репетиција. Репетицију матер студиорум. Ете, па Повторувањето е мајка на знаењето. Ти мене ова ми го повторуваш 150 пат дека си необразован. Што треба сега да ти даеме овај како се вика тоа, орден што не си образован? Евидентно е. И затоа ти ми се исмеуваш за некои работи што не ги знам, не сум одел на школа и не сум ги научил тие работи. Тоа е евидентно, општо познати факти не се докажуваат, при таква околност не треба тоа да го зборуваш. Добро, јас ти реков за муцината дека ти се како виршли. И ти што се налути? Па добро, сега, ја тебе само ти реков дека носот ти како штаркла, а не тргнав понатака во анализа на твојот физикус. Добро, ама ти важно, прстиња, на твоите ноктиња изгрицкани. Не тргнав јас со таква анализа. Покажи им ги ноктите да ти ги видат. Кај ми се изгрицкани ноктите? Покажи им да видат плач мајке Божје. Кај ми се изгрицкани ноктите, бе? Дали се тоа нокти на човек или на кокошка на птица некоја? Плочката ми е малечка, а не ми се изгрицкани. Ето покажи им, дали се тоа кокошки нокти или нокти на човек? Нокти на човек. Ноктите се далеко нокти на човек, тоа е како да одиш со нив, вака како да одиш плач мајке Божје се твоите нокти, така да немој да продолжиме во дискусија која што ќе не одведе во еден непосакуван правец и мене и тебе. Сакам да не однесе во непосакуван правец, бидејќи ти ги навреди моите прсти моментално. Ти ги навреди моите прсти моментално. Апсолутно, тоа не се прсти на реален човек од 25 години. Тоа не соодветствува, како што мојата уста е можеби проблематична, бидејќи има естетска корекција 2011 година. Добро, а што да кажеме за твоето тело дека е распаднато како восок? Зошто? Па распаднат си целиот, се тресиш како француски пудинг. Зошто? Кој ти го пишува? Па цел се тресиш како француски пудинг. Дали ти мислиш дека мене треба некој да ми пишува, па ја тебе нешто да ти зборувам? Па обично така, инаку немаш ти... Јас немам, но ти не знаеш со кој си фатил работа, бе, друже. Вервај ме. Добро. А зошто? Ретко. Какво ти е досташ? Зошто велиш дека ми е како француски пудинг? Па така цело тело ти се треси како француски пудинг. Јас мислам дека ти ако одиш на плажа и ако удри малце ветерче на плажата, тебе цела кожа ќе ти се треси. Затоа што ти е распадната како восок. Добро, јас обид на тоа дека имам 4 операции. Јас не ти зборам за операциите, не ти реков стомакот ти се треси. Туку целата кожа на твоето тело ти се треси како пудинг, а не ти кажав дека ти си опериран. Не ти кажав ништо. Ама можеш да знаеш што е последица. Ама не ти кажав јас тебе за операциите. Не те молам. Ти одиш во еден правец кој што е стварно ван сите људски норми. Не, ти сега пробуваш да го изманипулираш народот да се сврти против мене. Тоа што имаш ти кокош и прсти, тоа е друга работа. Јас не ти спомнав ништо за оперице, тебе и овде под грлото ти се треси кожата. Значи ти кога одиш исто кога одат петлињата. Боки, остаре веќе, остарен си, немаш сила како порано да се бориш со мене. Јас сум лав ќе те изедам.
Јас сум 25 годишен, ти си 40 годишен. Сакаш да јадиш лаканици? А што сакаш ти срце стара да те учи или млада да те мучи? Не, јас не сакам од никого да учам. Мене доволно животот ме научи. Тешко. Сега да ти објаснам само. Во однос на тоа дека ми каже дека сум француски пудинг. Добро. Ја имав негде околу 136-137 кила. А срам да ти е. Свињо, свињетина, 170 кила се јадело ли толку бе? Прчу еден. 136 ти рекол. 136. Па то нормална ли тежина е тоа бе за твоето тело? Ќе го искривиш рбето, ќе добијаш дискус хернија на рбето толку голем. Сите луѓе кои што имаат проблем со тежина. Не ги вреѓам. Конкретно тебе директно те вреѓам. Дали си ти нормален што си јадел толку? Реален проблем. Добро, и ти ги вреѓаш сите што имат ногти на малечки ко моите. Срам не ти е? Не, тоа е исклучителен, ти си изолиран случај. Не, и ти си изолиран случај. И ти си изолиран случај. Пред малку ти го гледав видеото, имаш во Pink. Да навредам некој друг или друг да се поисторета, бидејќи ти имаш ексклузивен пример на такви ноктиња. Вака цик. Не. Јас моментално пред малце, чекај, запри се ако сакаш да се разбериме. Ти кога ќе збораш, ја ќе молчам, ја кога ќе зборам, ти ќе молчиш. Јас можам денеска да се пофалам, еве пушти кај мене да видиш. Јас можам денес да се пофалам дека имам, еве гледаш, рамен стомак. Да, ама тој стомак ако не го стегаш, се тресе ко пудинг и овде во рацете мускулите. Мислам, не ќе биде ова вулгарност. И јас се од 138 кила, 50 кила помалку да имам, тоа е за мене успех. А јас имам овдека неколку лузни од 4 операции. И јас сум бил физички спречен да вежбам. И се да не ти кажувам. Ама чекај, дали јас ти ги спомнав операциите бе шизофреничар? Знаеш како ти ја кажуваш само последицата, ти не ја кажуваш причината, а се во животот има причинско-последична врска. Ама дали јас спомнав дека ти си француски пудинг од твоите операции? Ало, ова има шизофренија, никој не му спомна операции. Те молам, тој кокош и пирешки мозок да ти објаснам. Коковче, тишина. Значи, причинско-последична врска на работите мора да постојат. Значи, затоа имаме предситуација, па ситуација, кулминација, имаме фази. И за да јас имам, значи, прво јас имал проблем со гојазност. И нема да ги вреđаш сите луѓе, срце мое, кои што се гојазни. Ја познавам луѓе што се мучат со години. Не, јас ќе му кажам на луѓе во сега дека ти пробуваш да ги изманипулираш за да се свртат тие против мене. Јас не ги навредив сите дебели. Со среќа нека му е на дебелите. Јас зборам за тебе. Абе види, ако некој си се чувствува добро дека е дебел, нека си остани дебел. Јас зборам за тебе. Па ти си свињетиња. Јас ти гледав подкаст, ова не знам што си правил таму на Pink со Зелена Карлеуша, облечен си во едно црвено, косата ти е вака истрижена жица до овде, до кај ушиве, и таму ти е стомачето. Знаеш ли таму како ти е стомачето? Како жена трудна во 7 месец. Добро, и? Тоа е ужас! Радко, чуваш ли? Добро, и? Ужас, срамота, брука, тоа е бизар. Ти си бил бизарен уште пред ја да се родам и ти си тргнал на подкаст од мене да ме учиш што е бизар. Па оди лечи се човече од шизофренија. Слушај, Ритко, да ти кажам, јас знам дека ти сакаш да бидеш интересантен. Па и ти пробуваш да бидеш интересантен, али не ти успева некако. Не, тоа фактичка состојба. Не. Никако. Па не ти оде. Некогаш може била фактичка состојба и си бил интересен, али сега си бизарен. Али мораме да бидеме реални дека од кога ти се јави, тоа е како принцезата да пољубила жаба. Ти се имаш за принцеза. Жаба стана принц. Не. Види, кога ти ме полюби со тие усни од виршла, јас станав колбас. Добро, не личиш баш ти на колбас, не личиш на некоја си онаква од ковчето, кај што и се ноџињата, па тоа, како се вика тој дел, батач. Ти си не можеш да бидеш само едно мало невкусно батач. Да бидеш колбас, не можеш. Значи, јас, срце мое,
Како? Лазаров ни се смеа од битанго, една ќупре, една гледаш од Лазаров подобро да не се смее затоа што човеков за да се насмее толку пред камера чекаше спонзори да му ги опраат забите. Лазаров да си гледа работа. Да. И така да, батаче мое, само да ти кажам, Боги ова не ти треба добро, размисли се тоа, се е шоу-бизнес. Ама претеравте се само, Витко претера, само мислам дека претера вечеру. И ти Сериозно исто, и мислам, ти исто веќе претера, значи ја наполни чашата до врв и се прелија. А што претерав јас? Со све претера, со однесувањето кон мене, со твоето бизарно однесување кон мене. Бизарно однесувај не кон тебе. Да, јас сум крал, не заборавај. Ти не можеш така со кралот. Ти сега дојде на сценава. Дозволи да ти кажам, значи, каде што си тргнал ти, ја од таму сум се вратил многу порано. Ама џабе сега не можеш да ме стигнеш. Чути, И тоа ти е си исто тргнал како да преку се врата, тркаат дечко. зајак и желка. Апсолутно, Желко. Сега Ти си Желко. послушај ме. Не, Желче. Батаче мое. Кокошче. Зајче Ти викај ме, ти- зајче, ти- посладко е зајче. Не. Слушај сега да ти кажам. Кога те полюби принцезата, Мислиш кога виршлата? жабата- Добро, кога со моите виршлички, ја како принцеза ја полюбив таа жаба од Битола, Не, таа жаба се Не. претвори во принц. не. Таа жаба- Принцот кога го Зашто? полюби Чути, оваа сега принцеза со 600, Виршлевски, 600, 700, 800. со муцина од Виршла, Sorry, јас станав колбас. Sorry, извини, молим, бар тоа да го признаеш. Hey kid, stop crying. Stop crying, kid. Убиоте Господ. Значи тоа ако го признаеш, ја ќе ти опростам све. Не. Kid, concentration, kid, stop crying. Ако признаеш тоа дека ти дадов нова енергија, ќе ти опростам све. Каква енергија си ми дал бе ти да не си Никола Тесла? А како може Никола Тесла ти даде енергија? Па со струја работи човек, работеше. Работеше Зашто се карате? Електродистрибуција работеше. Да, во Евана. Да. Во Евана, да, електродистрибуција бивша. Да. Јест. Ако го признаеш тоа, сериозно ќе ти опростам и ќе си опростиме една на други, ја на тебе и ти на мене. Чекај бе, што да ми опростиш ти? Јас опрост барам само од Бога. Оди лечи се. Добро, Ритко, спушти ми тогаш и да завршиме. Приватно.